Добар ден. Јас сум Душан Петровски од Комитетот за демократизација на Република Македонија. Инаку на некој можеби сум познат како синот на азилантот Јордан Петровски од Канада и колумнист на вебсајтот kotle.ca. Ова што гледате е еден нов обид на Комитетот за демократизација да стапи во контакт со македонската јавност на еден понеформален начин, кој се надеваме дека ќе биде доволно популарен да продолжиме понатака да го спроведуваме. Денеска би сакал да продискутирам малку на темата лустрација, што во моментов е доста актуелна во Република Македонија, пред се поради тоа што Уставниот суд ја обори комплетно лустрацијата после 1991 година и владата на Груевски повторно прави некои си обиди да излезе дека е голем борец за правдата и против комунистичкото наследство, па излегува со некои нови леви сметала за кои ги представува како лустрација. Првен, треба да изјасниме што е тоа лустрација и кој што подразбира под сето тоа и која е целта, односно која е потребата од лустрација. За лустрацијата до 1991 година можеме лесно да заклучиме дека имало систем покриен со устав, каде што државата била над граѓанинот и секој граѓанин, односно сето работење на државата е подчинета на граѓанинот. Државата била комунистичка, социјалистичка, каква и да било, и тука граѓанинот нема многу што да бара, затоа и не можеме да очекуваме некакви си човекови права од тој систем до 1991 година и затоа е потребна ова една лустрација до 1991 на начин на кој што ќе се рехабилитираат оние кои што едноставно биле гонети само заради тоа што имале различно гледање на светот од владата која била тогаш актуелна. За периодот после 1991 година е потребна лустрација и покрај тоа што има устав кој што дава либерални човекови права и слободи, гарантира слобода на движење, слобода на мислење, слобода на говор, право на лична собственост и така натаму, пред се поради тоа што овие права биле занемарени од страна на институциите на државата. Тука пред се мисли на Министерството за внатрешни работи и неговата служба за државна безбедност, подосна позната како Дирекција за безбедност и контрразузнавање. Оваа служба е реликт на старата комунистичка власт, каде што државната безбедност е над граѓанинот. Потребата за лустрација. Оние кои што најмногу стравуваат од лустрација, најверојатно поради тоа што имаат нешто да изгубат. Тоа е единственото нешто разумен сонеш кој што се буди кај мене и очигледно кај многу други во македонската јавност, дека оние што се противат против лустрацијата најмногу имаат нешто што да изгубат лично. Еве еден од тие противници на лустрацијата, човек кој што се представува како голем либерал, едновремено и анархолиберал, Владимир Милчин, како представка за законот на Андов, до Уставниот суд го има упатено следно. Создавањето на Република Македонија како држава во состав на федерална држава Југославија во 1944 година, незиниот полувековен развој со јасни белези и атрибути на држава несомнено е најзначајната алка во историскиот развој на борбата за македонската современа државност. Според тоа, органите на државната безбедност и нивните соработници, информатори, работеле во согласност наведените прописи, како и налозите и потребите на владите,
што е впрочем иста ситуација и сега. Меѓутоа, Република Македонија е граѓанска држава, според уставот на господин Љубомир Данилов Фрчковски и Владимир Поповски. Значи, Македонија е граѓанска држава, каде што суверенитетот на државата им припаѓа на граѓаните. Така што потребите на владите се подчинети на потребите на граѓаните, односно на секој поединечен граѓан. Значи, владата не може да работи на штета на било кој граѓанин. Сега, значи тука ни она најголемото добро за најголемиот број не пасува. Оти, ако за да се постигне тоа најголемо добро за најголемиот број, на некому треба му се наштети, тогаш тоа се коши со уставот. Значи, она што господинот Милчин го наведува како јадро на неговото противење на лустрација, не држи вода. Односно, тој големиот либерал очигледно не знае што значи либерализмот, класичниот либерализам на 19. век, а тоа е чистиот индивидуализам, дека граѓанинот, дека поединецот е врвот на општеството. И секој поединец вреди еднакво како и секој друг. Животот на секој човек вреди еднакво како и на секој друг. Така што не може за потребите на државата, односно за потребите на одредени поединци, да се погазуваат правата, слободите и потенцијалите на други. Значи, тука е круксот. Значи, што е тоа државна безбедност? Треба овие кои се противници на идејата за лустрација да ни објаснат. Оти тие се заштитници на таа филозофија дека државната безбедност е нешто најсвето, најбитно и во име на државната безбедност се треба да се фрли во кош. Што е тоа државна безбедност? Нека објаснат, нека го дефинираат убаво, па да видиме дали тоа е согласно со уставот на државата. Оти не можеме ние сега да зборуваме за државна безбедност и готово. Уставот на Македонија гарантира одредени права и слободи на граѓаните, кои што уставот вели дека се неприкосновени. Пред се слободата на движење, слободата на говор, слободата и правото на лична собственост. Значи, тие се работите кои што државата мора да ги штити. Тоа е единствената безбедност која што државата може да ја гарантира и мора да ја гарантира. Значи, единствено може да штити од насилни обиди, односно од обиди за насилно преземање и ускратување на овие слободи на граѓаните. Но што гледаме? Службите на државата, служба за државна безбедност, подоцна дирекција за безбедност и контраразузнавање, се тие кои што се главните прекршувачи на овие уставно гарантирани права на граѓаните. Тие ги ускратуваат правата на слободно движење, приватност на домот, слобода на говорот, правото на лична собственост и низа слични такви закони. Значи, тоа е служба за државна безбедност. Од друга страна ги имаме судовите, кои што ги ускратуваат правата на брзо и разумно судење, кои што не ги штитат повторно
не постапуваат по уставот да ги заштитат собствениците кои што се оштетени. Ги штитат кратците. Значи, судовите и службата за државна безбедност работат во ујдурба со кратците. Тие се штетни и опасност по државната безбедност. Ако зборуваме за државна безбедност во услови какви што ги дефинира Уставот на Република Македонија. Она што е всушност главното, зошто всушност треба да има лустрација. Повторно професорката Најчевска се прави слепа при очите, да употребам метафора, и вели зошто да имаме посебен процес на лустрација, кога после 91 година имаме нов устав и овој устав гарантира на граѓаните им да тужат во услови на прекршување на нивните уставни права. Реалноста е дека македонското судство е парализирано. Реалноста е исто така и дека службата за државна безбедност не работела според уставот од 91 година. Напротив, предлог за заведување во претходна обработка на Јордан Петровски вели следново: врз основа на член 16 од Законот за внатрешни работи, службен весник на СРМ 3787, од правилата за работа на СДБ, службен весник на Република Македонија, посебен службен весник 1092. Значи зборуваме за правилник, односно Закон за внатрешни работи од стариот устав на Социјалистичка Република Македонија. Исто така зборуваме за правилник кој што е објавен во таен службен весник, посебен службен весник, број 1092, што ги оневозможува прилика на граѓаните да го направат она што сега го прават Отворено општество, Милчин, Најчевска, односно да го оспорат законот, правилникот на СДБ. Бидејќи правилникот на СДБ бил објавен во посебен службен весник, немало начин на кој може воопшто да се оспори тој правилник, уставноста на тој правилник. Значи, тезата на Мирјана Најчевска дека постоел устав и дека постоеле правни лекови, повторно како и во случајот со Милчин, не држи вода. Ова се теоретски, точно е дека теоретски постојат правните лекови и дека законите постојат, но реалноста е дека тие закони не биле почитувани. Реалноста е исто така и дека немало начин на кој што ниту да се оспори правилникот за работа на СДБ од една страна, ниту пак да се оспори работата на СДБ од друга страна, бидејќи била тајна. Како можеле граѓаните да знаат дека им се случуваат интриги и различни попречувања од страна на СДБ, кога работата на таа тужба, на таа служба е по самата своја природа е тајна. Може би некој кодош, да речеме, можел да му предочи на некој прогонуван што му се случува. Но од друга страна имаме белешки, службени белешки, каде што им се во ракавици им се закануваат, службениците им се закануваат на кодошите, што какви консеквенции можат да ги снајдат доколку се деконспирираат. Значи, и тука правните лекови не можат да се спроведат. И конечно, кога веќе се отвораат досиејата во 99-2000 година, имаме случај на веќе застарени дела. Во случајот на Блажо Стојановски, например, што веќе за ова имам пишувано во серијалот Деструктивец, имавме случај каде што
Првин, тој не можел да најде адвокат кој што ќе се осмели да го застапува. Единствениот адвокат кој што се нафатил да го застапува после некои 3 месеци барање, прави кривична пријава која што е нула, која што не вреди мрсул да избришеш со неа. Од десетината различни типови на прекршоци. И во тие прекршоци, во тие типови има се повторуваат делата, значи можеме да најдеме стотици прекршоци. Адвокатот одбира само еден прекршок. Прекршок кој што веќе е застарен. И сега треба да се правиме будали и да кажеме дека тоа било Блажо бил глупав, па не можел да најде добар адвокат, или таква му била среќата и да го заборавиме. И да продолжиме со истото работење на службите, со истото непочитување на уставот и на правото на лична собственост. Во голема мера не можеме да најдеме дело кое што не е застарено, пред се поради тоа што Службата за државна безбедност ја има предноста на тоа да избира кои документи ќе ги издаде во јавноста, односно кои документи ќе одбере да ги даде на оние кои што може да ја тужат. Па затоа имаме дадени досиеа кои што тежнеат кон периодот поблиску до почетокот на 90-тите, со многу помалку службени белешки кон крајот на 90-тите. Иако самите досиеа сугерираат дека во 96-та до 99-та треба да има многу повеќе активност во тие досиеа. Значи повторно и тука правните лекови не можат да се спроведат. И конечно имаме соработка од страна на судската власт и јавното обвинителство со Службата за државна безбедност. Како е тоа? Првин, во случајот на јавното обвинителство имало обврска да отпочне истрага и да почне кривична пријава против прекршителите на уставните права на граѓаните. Затоа што зборуваме за еден систем на прекршување на уставните права. Второ, секоја кривична пријава што тие отфрлаат на основа на застареност, сепак треба да им даде еден повод за да бараат, за да отворат истрага. Тоа такво нешто воопшто не гледаме кај јавното обвинителство. И трето, гледаме кај судовите пасивност, тие дозволуваат дела да застарат, држат случаи во фиока и прават дури и фалсификати. Веќе се надевам дека голем дел од македонската јавност е доволно запознаена со она што се случи на мојот татко, каде што судиката Басотова едноставно отфрли една службена белешка која што е најнова и со која што кривичната пријава не беше застарена, но таа ја отфрли без вистинско правно образложение, бидејќи таа белешка е дел од досието, но таа вели оваа белешка не ми се допаѓа. Значи имаме арбитрарност од страна на судството, пристрасност. И сега, како можат тие правни лекови, кои што се препишани во уставот, како можеме да очекуваме да се спроведат? Значи, затоа мора да има една ревизија на работењето на судството и на Службата за државна безбедност, која што ние ја нарекуваме лустрација. Тоа е всушност лустрацијата од 91 на навака. Ниту еден граѓанин ќе има некаква корист од правење на црни листи, ниту тие да се ставаат на интернет, ниту ништо. Оти што корист ќе добие некоја жртва ако го види името на некој кодош. Кодошите сепак биле само еден минимален дел од сето тоа. Главните виновници тука се министерот за внатрешни работи, началникот тоест подсекретарот на Службата за државна безбедност и началниците во локалните управи на државна безбедност. Како што веќе реков, можеме само да се правиме будали и да велиме дека имало
устав и заради тоа треба да кренеме раце од сето тоа. Имаме устав кој што гарантира право на лична собственост и лични слободи, кои што се постулат на напредокот. И доколку тие права и слободи не се почитуваат, Македонија не може да очекува напредок, економски просперитет и воопшто културен и душевен просперитет.